Недела пладна во Струмичко Босилово. Чисто и мирно место во кое штрковите се вратила пролетва. Спокојно ги наблюдуваат минувачите во гнездата што им ги направиле жителите долж централната улица. Забележлива е раздвиженост кај фудбалското игралиште. Но наместо за вообичаените неделни надпревари, сега ова е зборно место за сите оние кои сметаат дека рудник во Иловица и Штука не смее да има. Неколку групи на млади луѓе со транспаренти и маечки со напис "Стоп за рудникот на смрт". Велат не сакаат рудник, задоволни се како живеат со земјоделие и сточарство. Ние сме добро информирани за можните последици од отварањето на рудникот. Ке ни ја запусти почвата и воздухот, природата ќе биде загадена и овој регион трајно ќе биде отруен, велат тие. Масовноста се зголемува од минута во минута. До почетокот на маршот, улицата е преплавена со луѓе. Се движат полека, а од протестното камионче на мегафон се слуша: "Не сакаме рудник, одете си дома." Едногласни се во намерата да го спречат отварањето на рудникот, бараат одговори од надлежните. Иако протестот го организираат младите од Иловица и Штука, поддршка имаат од сите генерации на жители од овој регион. Во толпата и градоначалникот на Босилово Зоран Зимбаков. Тој вели локалната самоуправа не одлучува, но тој ќе ја поддржи жилбата на жителите, бидејќи тие му ја дале довербата. Институцијата градоначалник е институција која што ја избират граѓаните на непосредни избори. Значи, јас како градоначалник, доколку луѓето, односно младите од населеното место Босилово и од општина Босилово и од цел микрорегион сакаат да нема рудници, тогаш ќе имаат мојата поддршка. Меѓутоа, знаете дека за тоа не одлучува локалната самоуправа. Имаше еден неуспешен референдум кој што беше распишан, а Уставниот суд го поништи и целата инструментарија, односно одлучувачки фактор се наоѓа во владата, односно во централната власт. За Лиљана Поповска од Дом, секој со здрав разум разбира дека рудник толку блиску до населено место не се прави, а за тоа како некој добил дозвола за истиот треба да се истражи. Мириса на пари и корупција, вели таа. Цело време, па Дом всушност единствено прави научни и стручни анализи заедно со нашите пријатели од Европските зелени, ја имаме целата експертиза за овие прашања и токму ние ги отворавме на експертско ниво и ги отвораме и понатаму и кажуваме зошто ова е неиздржано. Таа некоја студија што беше за оценка на влијанието на животна средина, таа кој знае да ја прочита, инженер сум, технолог, знам што значат поимите, таа е чиста лага. Таа е лага, во целата студија кажува зошто не смее да се прави овде рудник, а на крајот е заклучокот, ама може да се прави. Така што треба да одговараат и тие што се потпишале на такви студии. Вие сигурно исто така знаете дека за Euromax Resources стои Европската банка за обнова и развој. Тоа би требало да влезе. Корупцијата е трансгранична. Корупцијата е трансгранична. Службеници и македонски и европски може да бидат корумпирани. Овде смрди на пари. Сите со внимание си ги сослушаа размислувањата, а со посебна почит и внимание го слушаа говорот на дедо Илјо, најстариот во битката против рудникот. Јас во повеќе наврати ми се обраќам да се јавувам. Има тука и нови. Јас сум од село Штука. Јас сум човекот кој ќе спие ако поживееше малку, ама моите внуци и парафнуци ќе спијат под опасната брана што ќе се направи. Сакам да ви кажам неколку работи. Најпрво да ви кажам следното. Ние имаме 5-6 собори такви направени, а сега во тај собор има малку повеќе народ и смешан народ од различни партии, гледам градоначалници, гледам други личности, а до сега отсуствуваат. Значи, нашата борба се снажува и јас се надевам дека ќе ја до крајчиме. Какво вработување, тоа се е лага. Таму работат, јас знам многу, тие се партијци таму што морат да работат. Тие се партијците на Заев, што морат да работат под сила на тие диктатори таму што се. Само они се таму и они сакат да го отворат. Видиш што е тоа народ тука, масовен протест што не сака, значи сакат да има чиста котлина тука. Ние нашето Струмичко поле е најплодно поле, најприродно што може да произведеме земјоделски производи. Сега ќе го загадат, што ќе имаме? Ништо. Ништо ќе нема. Не сакаме злато, сакаме здравје.
Попусто е златото, здравјето е богатството. Овде сме дојдени затоа што Струмичката котлина е котлина која не само за Македонија, туку и на времето во Југославија била најплодотворна, давала најмногу за луѓето, давала земјоделие, давала органски материјали. Нас не ни треба рудники и затоа сме дојдени овде. Не знам, има роднини, има пријатели кои стојат на другата страна, можам за нив да кажам дека се само тешки будали изманипулирани од некои луѓе што ги подкупуваат со пари, но мораме да запамтиме дека Струмичката котлина е котлина која за секогаш треба да остане една од најдобрите почви за давање на храна не само за Струмица, туку и за цела држава. Мирниот протест заврши по 2 часа. Очигледно не играа никакви други интереси, освен мотивот за да се сочува нечепната животната околина во овој регион. На крајот повикаа представници од концесионерот на рудникот да одговорат на бројните прашања и да ја сослушаат нивната волја.